Благодарам заменик председателке на комисијата за европски прашања, која што навистина не наликува на комисија за талибанска правда, не па за европски прашања. Утре ќе има мешовит парламентарен комитет помеѓу Македонија и Европска унија тука у Собранието на Република Македонија. Ја не знам кој ќе биде таму присутен и што ќе им кажете на нови од Европската унија. Стварно не знам за што ќе разговарате. За европско право? Не знам за што ќе разговарате со нив. Затоа што досега многу пати ве опомена дека ова што го правите е класична злоупотреба на европското знаменце. И во извештајот за 2021 и во извештајот за 2022 се нотира токму злоупотребата на европското знаменце. Последно што испадна истото го повтори и вие сега тука со европско знаменце носите закони. Сега и да не кажеше заменикот министер, јас проверив уште Сабајлево кај се наоѓа по медиумите Бочварски, видов дека е во Црна Гора, предпоставувам, односно ако добро се сеќавам, беше со Груби и со премиерот. Мене интересира сами ли се? Таму што истакнале? Прво ги прашале за финансирањето на патиштата, како мислат да се финансираат овие патишта кои што треба да се изградат во најбрза иднина, како што вие велите, меѓутоа нема да се изградат, од сте неспособни. У 6 години една педа асфалт не ставите по автопатиштата, сега ќе сте правиле 110 километри, абер немате. Прво, не знаат од кај ќе добијат пари. Второ, и да побараат некаде нема да им дадат, а ако им дадат, ќе им дадат со камата над 7 или 8% и пак ќе се вратиме во едно време кога апсолутно никој не ја даваше на Република Македонија, затоа што немаше кредитен рейтинг, тоа зборувам за времето на транзицијата, ама тогаш што се направи, се направи едно озаконување на криминалот, сега втор пат го правите истото. И сега, за да биде уште посмешна ситуација, јас овакви карикатури се неам сретнато у животов, вака вели, не можеме да преюдицираме колку ќе биде изградбата на коридорите 8 и 10Д поради фактот што се уште немаме основен проект. Оттаму објаснуваат дека цената на ниту еден автопат на крајот не излегла толку колку што била проектирана. Во моментов, за изградбата на коридорите 8 и 10Д е проектирана сума од 1,3 милијарди евра, а ако беше толку у пакетот на закони, ќе имавме како финансиска импликација, ја немаме, оти знаете колку е штетен договорот и се правите тука многумина дека не виделе делови од него, а знам дека имате видено. И знам дека повеќе од 90 позиции не се опфатени у тој договор, кои што дополнително ќе треба да се доплаќаат, тргнувајќи од дислокација на објекти и така натаму кои што ќе се најдат на трасата, понатаму осветлување, сигнализација и така натаму, еден куп работи не се опфатени. Вика, во моментов за изградба е проектирана сума од 1,3 милијарди, ова е од владата. Но едно е сигурно, дека таа не е конечна. Значи, ти уште од старт лажат. Од старт не знаат кај терат. Договорот со Бехтел и Енка е интересно. Договорот со Бехтел и Енка предвидува конзорциумот да го прави проектот и да го изведе. На овој начин, велат од владата, би се избегнале пропусти какви што се појавиле при изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Пропустите видовме дека беа у главата на претходниот министер за транспорт и врски, кој што велеше дека е сгрешена трасата, за овој актуелниот да дојде и да рече тамам си е трасата, ама умеѓу време се потпишаа неколку анекси, се пикнаа неколку милиони по джебовите и се продолжи со изградба. Вели вака, на овој начин, односно проектот за овој автопат бил направен од една фирма, внимателно слушајте, како што велат, според Google Maps, а кога дошле изведувачите на терен се соочиле со бројни пречки во смисла на гробишта, куќи, слечишта. Иако бил проектиран на 400 милиони евра, за овој проект до сега чини 600 милиони евра и се уште не е завршен. Државата нема коридори, нема шанси да се развива, сега имаме 2% економски раст, односно инфлација 3% годишно и така натаму. Значи, вие ги базирате закониве и измениве на закониве на предпоставки. Ја не гледам дека ваму има нешто конкретно. Ниту се знае траса, ниту се знае кај ќе мине, колку пари ќе чини, колку време ќе трае. Уште од старт гледаме, затоа што на 8 март се потпишал договорот, и рок од 45 дена не сте ги измениле закони, од старт гледаме дека 53 милиони евра Република Македонија ги изгуби само по тој основ. Дополнително
што беа плаќањата 117 милиони за подготвителни, ваму, таму, наму, некои си 200-300 милиони од досега се исплатени, а Абер нема да се отпочне со градба. Сега, за тоа што ниту јас сум архитект, ниту еден ваму, како што гледам, нема архитект, има луѓе кои што ја познаваат работата и тие праќаат писма до влада, праќаат писма до министерства и вели овака. Нотирано е ова. За овие градби се предвидува да не се спроведува редовната постапка за изградба на градбите предвидена со Законот за градење и во тој контекст се исклучува примена на одредбите кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект. Се исклучува издавање одобрение за градење. Се исклучува измени во текот на изградбата за оно што законски треба да биде еден пат нормален на движење за да дојдеме од нула до тоа што сме го замислили. За промена за инвеститор, за издавање на одобрение на подготвителни работи, за прибележување и предбележување на градбата во јавната книга за недвижности, за рокот на изградба, за реконструкцијата, за формирање на одлагалиште на земјиште, за дислокација на далновод, трафостаница, нафтовод, продуктовод, магистрален гасовод, магистрален топловод, согласно член 78б од овој закон за издавање решение градбите, член 73 од овој закон. Половина од овие термини кои што ги прочитав не знам ни што значат. Ама има луѓе кои што знаат. Има луѓе кои што ги испраќаат овие писма до Министерството, односно до Комисијата за транспорт и врски и екологија во собранието. И дајте да ги земеме тие за релевантни. Тие не бараат да не се прави пат, бараат да се прави пат според постоечките закони. Не можеме, ако велите дека ништо не се менува, зошто ги менуваме законите? Вели овака, да се скратат роковите за постапките, но не смее да се скратат постапките. Луѓе, кога идат гости, ја и претходно тоа кажав, кога идат гости, односно конзорциум странски, треба и почитува локалните закони. Ние ги суспендираме локалните закони затоа што тие бараат така. Па ако тргнеме така, нема да личиме на држава. Не може за овие кои што плаќаат даноци, кои што се продуктивни во Република Македонија, да важат едни закони, а за некои кои што ќе дојдат острана да не важат истите закони. И гледам, во овој закон не е тоа, туку е во друг закон ставено. Ки има такви отстапки, ДДВ нема да се плаќа, акцизи за нафта нема да се плаќаат и така натаму. Од една страна, кај ги ослободуваме, нели, ајде за да бидат малку поефикасни, од оваа страна, одиме против нашите граѓани. И ова ќе оди во недоглед. Понатаму вели да не се одстапуваат постоечките електронски платформи за аплицирање одобрени и урбанизам. 10 пати сите претходни колеги го спомнаа и јас ќе го спомнам. Секогаш кога се вклучува човеков фактор во некаква одлука, секогаш гледаме дека има злоупотреба, посебно во последниве 6 години. Дајте нека си биде се регуларно, нека си важат законите и ако сме решени да го направиме ова, да го направиме. Меѓутоа, со злоупотреба на европско знаменце, со немање проект, со немање финансиска конструкција, со суспендирање на закони, со менување на закон за работни односи, не оди така. Сватете дека ги понижувате сопствените граѓани. Ништо повеќе, ништо помалку. Имајте емпатија спрема луѓето, дајте да видиме кои се најдобрите решенија, да отвориме една голема, широка дебата, а не дебата која што ќе трае 5 или 6 сати, у текот на 2 дена по 3 сати и толку. Последиците ќе бидат многу лоши. Идните генерации ќе оплаќаат ова што денес го одлучувате. Благодарам.